Се враќаме во студиото, тоа беа рекламите. Професорке, мислам дека е повеќе од јасно дека господинот Груевски и ВМРО ДПМН без разлика дали се подготвуваат за опозиција, како што и тој самиот кажа дека ќе оди во опозиција доколку СДСМ ја прифати албанската платформа, или се подготвуваат за нешто друго, доколку се подготвуваат за немирно примопредавање на власта, како и да е, повеќе од јасно е дека неговата стратегија ќе се темели на истите постулати врз кои се темелеше и предизборната кампања. Нема да дозволиме федерализација, нема да дозволиме нарушување на унитарниот карактер на државата и така натаму. Мислите ли дека сега СДСМ ќе се најде во една политичка пиар стапица, пред се би кажал, во која се најде и со поделбата на општините, со законот за локална самоуправа, со редефинирањето на границите на Струга и на Кичево, па потоа тоа го следеше СДСМ со години, тие обвинувања дека тие се, еве да речам, предавници и така натаму. Мислите ли дека сега ВМРО повторно оди со таква стратегија при што СДСМ ќе бидат обвинети дека еве они им дадоа се на албанците, а ние не? Тоа што најмалце го очекувам е да во случај СДСМ да ја направи владата, ќе ја направи, Груевски да дојде и да подаде рака, да честита и да посака успех и да биде конструктивна опозиција. Тоа нема да се случи. Затоа што во моментот кој ќе го направи тоа, со убаво или со неубаво, како што најавувате ќе го прави, ќе почнат да функционираат правните механизми за негово гонење и соодветен крај на сите обвинувања. Така да ова се очајнички напори да се спасат тие што или да се купи малце време, се спасат, нема може да се спасат, ама да се купи малку време. При тоа релативно едноставно му е на апаратот за реклама, пиарот на ВМРО ДПМН, им е релативно едноставно во име на Македонија да ги повикуваат луѓето на немири, поистоветувајќи го Груевски знак еднакво партија, знак еднакво Македонија. Такво нешто не постои и ние конечно мораме да раскрстиме дека од сега натаму ќе работиме за идеи, а не за име и презиме. Ова не е ново настаната ситуација со појавата на Груевски на политичката сцена. Јас искрено со цела должна почит кон господинот Заев се плашам дека повторно ќе имаме заевизација од восхитот што го чувствувам од народот околу него. Значи, да се разбереме, успехот што го доживеа СДСМ скоро како движење се должи како на партијата, така и на граѓанскиот сектор околу него, па дури и на оние кои не излегоа да гласаат. И точно е дека господинот Зоран Заев, откривајќи ги бомбите, ја тргна таа цела лавина. Меѓутоа, и самиот тој најави дека една од првите работи што оваа влада ќе ги направи, ќе биде промена на изборниот модел и верувам дека кога ќе се промени изборниот модел, ќе имаме многу повеќе политички субјекти на сцената, ќе се укине веќе еднаш за секогаш двопартизмот, односно едно име и презиме и друго име и презиме, туку на вистина ќе работиме за заеднички идеи. Да. Добро, професоре, вие сега исто влеговте во политички води како независен пратеник, кандидирани од СДСМ, влеговте во собранието. Сега лебди едно прашање во воздухот, бидејќи најверојатно СДСМ повторно ќе направи, мислам, нема ни друг избор според бројките во собранието, освен со ДУИ коалиција, но ДУИ е партијата која исто така владее во Македонија во последните 8 години заедно со ВМРО ДПМН. Челниците на ДУИ се слушнати и во бомбите. Ова е една од замерките
koja se upatува кон СДСМ за тоа, како сега они ќе го проголтаат сето тоа, како ќе коалицираат со ДУИ, кои исто така беа обвинувани за соучесници на криминалот Цугревски? Да бидам доследен ова емисија, али и вие ми давате повеќе од обврска да бидам тако, пак чекор назад. Имено и ова е значајно. Опасноста да се создаде нов култ на личност во одреден контекст, не толку драматичен, па сепак култот на личност е култ на личност. Постои. И со право, Зоран Заев направи многу нешта што восхитуваат. Неговата платформа која е, како што реков, воведување на очигледно една инклузивна, граѓанска и либерална опција, тоа е потполно нова ситуација во Македонија, барем во овие последни 10 години. Исто така восхитува и возбудува, тој е шармантен, симпатичен, лесно е можно да секој подлегне на таквите, да кажам, ласкави оценки, обожувањето од народот. Меѓутоа, јас колку, бидејќи спомнавте дека влегов во политичкиот живот, имав неколку контакти со него, приватни. Мислам дека е тој човек, а јас со луѓето работам цел живот како професор, исклучително имун на ласкањата и на, да кажам така, неодоливоста на тој вид популарност. Тој е исклучително скромен, едноставен човек и мислам дека таа опасност нема да воопшто се наднесе ни како сенка над македонскиот политички живот, колку и да стане тој популарен и колку и да биде успешен во работата, што се разбира сите му го посакуваме. Така што таа опасност од него не доаѓа. Во однос на ова друго прашање, како да се оправдаат? Па, мислам дека една од поентите беше дека и од двете страни, дека и некој, конкретно Али Ахмети, кажа дека не сака да заврши работата со СЈО додека и неговото име или не биде докажано дека нешто правил, или додека образот не му излезе чисто сето тоа. Тој не сака да го затвори СЈО како постапка ни против себе. Исто така согласија дека оние против кои е отворена судската постапка нема да се активираат во политичкиот живот. Дали на тоа ќе се остане или не знам, меѓутоа исто така Зоран Заев кажа сите, вклучително и мене, зборувајќи за себе, дека додека не се расчита случаите кои се водат за него, дека исто така нема да бара никакво, да кажам, ни изземање, ни нешто друго. Така што мислам дека тоа не е толку крупен проблем. Може да се извлекува од него нешто како некаква недоследност, може да се пуштат разни балони кои треба да покажат дека еве види ги какви се, меѓутоа мислам дека тука нема толку сериозен проблем и дека постои согласност сепак да ја изведат работата со специјално јавно обвинителство до крај и СДСМ, а би рекол и ДУИ. Постои уште една друга работа. Мислам дека ДУИ покажа прилично зрелост во овие моменти и предпоставам дека ќе предстои сериозна реорганизација во поготово во раководството, која ќе работи на заедничка платформа нормално со своите гласачи, меѓутоа и со СДСМ, затоа што се виде, народот ги оцени, албанскиот народ, нивните гласачи, ги казни заради дружбата со ВМРО во последниве 10 години. Да. Добро, имаме, ми се чини, уште 1 минута, 2 до крајот, да завршиме. Професоре, со едно прашање со кое ќе излеземе од овие од овој наш регион, меѓутоа во кој и ние сме вклучени, а тоа е оно што на почетокот на емисијата го кажавте за популизмот како феномен во политиката. Вие кажавте дека се е еден вид на популизам, но јас еве би ве прашал за евидентниот раст на десниот популизам во светот. Тоа значи е евидентно и со изборот на Доналд Трамп во Соединетите Американски држави. Имаме таква појава и во Европа. Кажете ми, ви се чини ли дека светот некако се движи во опасна насока? Кога рековте дека постои десниот популизам, тоа подразбираше, се разбира дека постои левиот. Че Гевара е популист, но популист на левицата, на она крајна, така да кажам,
позиција во името на сиромашните, бедните, напуштените, отфрлените, но тоа е популистички исто така. Се разбира дека ова јакнењето на десницата е мощно и изрично присутно, особено во Европа. Многу помалце во Латинска Америка. Латинска Америка се уште доминира оној инклузивен популизам, популизам на еднаквост, на социјална еднаквост, на социјални права, меѓутоа Европа апсолутно зајакнуваат десните опции, Соединените држави исто така, што друго сакате, подигнување ограда вредна неколку милијарди долари, прогонување и забрана да доаѓаат на луѓето и прогонување на оние кои се веќе таму. Тоа се, така да кажам, апсолутно повеќе од симптоми на една нагласена десничарска опција. Постои голема опасност. Тоа е една изразито антиглобалистичка ориентација, која очигледно оди на тоа сега да се затварат во националните заедници, убедени дека нивната економија ќе биде доволно силна да им обезбеди нови прегрупирања, што и со Брексит може да се види. Тие веќе создават нови сојузи, веќе се договараат и со Мари Ле Пен, доколку таа победи. Така што десницата, за жал, популистички добива, но реков, тоа не би било прв пат, добиваше и преку Хитлер, добиваше и преку Милошевиќ, поддршка од народот. Народот е, одно се враќам до Платон, сепак основа која би требало да добие малце и едукација од идеалистички некои идеални мотиви, но до тоа нема лесно да дојде. Просветителството, како што реков, се обиде тоа да го направи. Сегашната ситуација загрижува, тоа е точно, меѓутоа се надевам дека не помалку се силни, па и Европа, во Европа и овие леви популистички движења во прилог на бегалците, емигрантите, одбегнуваат да ги наречат човечки суштества, просто загинаа 15 или 3000 емигранти, не луѓе. Така што и таа е опција доста силна. Мислам, лично верувам, иако е човек направен од криво дрво, во тоа дрво има некоја енергија која може да расцути со идеали и мислам дека тоа ќе се случи. Никогаш не пресуши тоа дрво, дрвото на хуманизмот. Ако се накалеме на добра, така на добра основа. Професоре, ви благодарам за учеството во емисијата. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на Телевизија 24. Останете со информативниот блок, следуваат најновите актуелности од земјата и светот.